Денес се одбележува Меѓународниот ден на жената 8 март. Денешниот датум се слави од 1910 година, со одлука донесена на Меѓународната конференција на жените социјалистки во спомен на демонстрациите на американските жени во 1903 година. Понатамушен напредок во остварувањето на правата на жените можат да донесат само групи и освестени маси, кои ќе продолжат со активности и лобирање, како и образование за подигање на свеста на јавноста. Жените очекуваат институциите да ги спроведат сите закони за заштита од дискриминација по родова основа. Во Тетово денес беше раздвижено. Се купуваат цвеќиња и разни подароци со кои тетовци ќе им го честитаат празникот на припадничките на понежниот пол. Цвеќето е најчестиот подарок кој се купува по повод овој празник. Па немаат многу права жените. Аве и колешката нека каже. Се слажем со колешката. Како го прославувате вие 8 март? Па со цвеќиња, поклони на повозрасните, децата нас ни даваат поклони, така. Мислим дека секој ден треба да го славиме ние. Не е само еден ден. Шетња. Се извинувам. Што ви подаруваат? Па уште ништо не сум подарила, не сум добила. А обично што подарувате? Цвеќе. Па тако, дома. Дома со најком, со фамилијем, тако. Супер е. Што подарувате и што обично ви подаруваат? Па, цвиеќе. Најпретежно цвиеќе. Добивамо и подарувамо, тако. Дали мислите дека жената ги има сите права за кои што се бореле? Па мислим сада да има. Сад е супер. Инаку во различни пригоди градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи и градоначалникот на општина Егуновце Дарко Блажевски го честитаа празникот 8 март на сите жени. И ја користам приликата, имајќи го предвид фактот дека во петок е 8 март, од се срце на сите вас да ви го честитам како празник, мада јас припаѓам секогаш на луѓето кои сметаат дека 8 март се 365 денови, додека 8 март сме го измислиле за да мажите им текне дека тој ден треба да бидат малце пофини, а после тоа 9 исто така да продолжиме ние да бидеме главните. Се најдобро и ви посакувам здравје. Воедно ја користам оваа прилика на припадничките на понежниот пол да им го честитам Меѓународниот ден на жената 8 март и да им посакам многу здравје и среќа во животот. Ако може совраќајната толкова? Да. Повелете господја, среќен 8 март, имајте убав ден и се најдобро. Наместо казна за прекршок, карамфил за 8 март. Тетовската полиција денеска во акцијска контрола во сообраќајот ги контролираше жените возачи, при што не казнуваше за сторен прекршок, туку делеше карамфили. По повод празникот денешен, денот на жената 8 март, ПСЗБ Тетово во склоп на СВР Тетово, значи организира давање на цвеќиња на учесниците во сообраќај кои управуваат возила од женскиот пол. Статистиката говори дека има зголемен број на возачи од женскиот пол, каде што исто така и се повнимателни од машките, и по тој повод ние решивме денеска да излеземе, да им го честитаме празникот со едно мало внимание, по едно цвеќе за сите. На сите жени им го честитаме празникот 8 март. Жените како учесници во сообраќајот сметаат дека се добри возачи и велат дека ги почитуваат сообраќајните правила. Какви возачи се жените? Дали ги почитуваат правилата во сообраќајот? Да, најмногу од мажите. А дали чувствувате дека сте дискриминирани од мажите? Да, и тоа више. Добри се. Дали ги почитуваат правилата во сообраќајот? Да. Јас да, али за други не знам, се е тоа индивидуално. А дали мажите како возачи ги дискриминираат жените? Па
Па не знам, не би можела, зависи пак од човек. А во основа мислам дека се они подобри возачи, а не мора да значи. Колку години сте шофер? 22 години, 7 години сум инструктор. Кој е потешко да се научи за возење? Дали жените или мажите? Жените се потешки. А мажите не слушаат. Тоа е. Иста активност имаше и гостиварската полиција. На жените возачи им подари карамфил, со што им го честита празникот на жената 8 март. Инаку, според податоците на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, жените помалку страдаат во сообраќајни незгоди, а воедно и помалку предизвикуваат сообраќајни незгоди со фатални последици. Исто така, жените повеќе ги почитуваат правилата за ограничување на брзината, повеќе почитуваат поставената сообраќајна сигнализација, повеќе внимаваат на ранливите групи учесници во сообраќајот, не поминуваат на црвено, не возат под дејство на алкохол и така натаму. Според Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, ако пред 20 години жените представувале само незначителен процент од возачите, денес таа бројка се доближува до 50%. Хелснишкиот комитет испрати соопштение до медиумите по повод празникот на жената 8 март, во кое се вели бараме суштински, а не декларативни промени. Во 2018 година 919 лица се евидентирани како жртви на семејно насилство. Од нив 665 се жени, односно 72%. Секоја втора жена во државата е жртва на психичко насилство, секоја четврта жена на физичко насилство, а секоја седма жена е жртва на сексуално. Вкупниот број на фемициди во периодот од 2008 до 2016 година изнесува 70. 5379 текстилни работнички пријавија прекршување на работничките права само во изминатата година. Во 51% од општините нема пристап до основни гинеколошки сервиси. Само 15% од министрите се жени, а само 7,4% од градоначалниците. Хелснишкиот комитет го користи Меѓународниот ден на жената повторно да потсети на овие поразителни статистики. Заложбите на државата остануваат декларативни, а не суштински. Жртвите на родово базирано и семејно насилство се уште не ја добиваат соодветната институционална заштита и сервиси. Продолжува трендот на испишување на ученички од основните и средните училишта, честопати поради исклучување малолетнички бракови. Жените од руралните средини се уште се соочуваат со родова дискриминација поради нееднаквата распределба на ресурсите, традиционалните стереотипи како и родово дискриминаторски земјоделски политики. И покрај ратификувањето на Истанбулската конвенција, хармонизацијата на националното законодавство со истата се одвива многу бавно, се вели во соопштението на Хелснишкиот комитет. Во него исто така стои: се уште не е донесен посебен закон за заштита од родово базирано насилство, се уште не се усвоени новите предлог закони за заштита и спречување од дискриминација и за прекинување на бременоста, законот за социјална заштита и дополнувањето на кривичниот законник со воведување фемицид како посебно кривично дело. Од овие причини, од Хелснишкиот комитет бара државата итно и без одложување да спроведе промена и хармонизација на законската рамка, да ги воведе сите потребни сервиси, да обезбеди пристап до правда и заштита на сите жени, чии што права се прекршуваат, и да примени родово одговорно буџетирање при креирањето на политиките. Велат од Хелснишкиот комитет преку соопштение до медиумите. Околу 200 ученици од село Гургурница, општина Барвеница, добија ново училиште преку проектот за подобрување на општински услуги на Министерството за финансии, кој се реализира со поддршка на Светска банка и Европската унија. Новото училиште е во вредност од 46 милиони денари. Преку проектот, како што соопштуваат од Министерството за финансии, се обезбедени 45,5 милиони денари, од кои 16 милиони денари се грант средства од Европската унија преку ИПА фондовите, а останатите се заем по исклучително поволни услови.
As Minister of Finance, I'm also very happy to be back to Gurgurnica. Како и на министерот Евдовски, и мене ми е многу мило што сум повторно тука. Прв пат бев тука, дојдов тука пред година и пол и ги ја видов претходната зграда во која што учеа учениците и навистина ми е мило што сега ќе имаат многу подобри услови за да учат и за да напредуваат. Многу ми е мило што можеме да видиме дека сега кога децата ќе учат во зима нема да им биде ладно, дека нема да излегуваат надвор за да ако имаат потреба да одат до тоалет, дека покривот веќе не прокапува и дека навистина ќе имаат соодветни услови за да можат да ги остварат своите потенцијали затоа што на тој начин ќе се спрема за животот што понатаму ги чека. Ова е едно училиште, но за жал не е единствено во земјата, затоа што од сите нас зависи и сите ние имаме обврска да овозможиме добри услови за децата да учат и затоа што всушност имањето на нормални услови е предуслов за да можат децата да остварат нормално образование и да напредуваат. Ова училиште чини 46 милиони денари, од кои обезбедени се преку дел се преку кредит преку проектот, а 16 милиони денари се обезбедени како грант средства преку ИПА од Европската унија. Многу е важно дека и кредитот кој што е добиен е по многу поволни услови, некаде 0,4% каматна стапка, 13 години период на отплата и 3 години грейс период. И затоа јас сакам да се заблагодарам и на Светската банка и на Европската унија, посебно и лично да се заблагодарам до амбасадорот Жбогар, бидејќи граѓаните на Европската унија со пари кои што ги собираат преку нивните даноци се решија тука да финансираат во изградба на еден многу важен објект, а тоа е училиште, нешто што е најважно за нашите деца. Инаку во оваа прилика сакам и да потенцирам дека преку проектот МСИП, односно проектот за подобрување на општинските услуги, во сите општини низ Македонија досега се изградени 250 важни објекти преку вакви училишта, градинки, па се до водоводи, канализации или нови општински згради, нешто што прави да се подобрат услугите за граѓаните и најважно во овие 2 месеци на почетокот на годината имаме одлична реализација на овој проект за подобрување на општинските услуги. Во моментов, во првите 2 месеци од годинава реализацијата е 3 милиони евра во вложување во повеќе општини. Имаме водовод, нова гимназија направена, нова општинска зграда, локални патишта и приоритет за нас оваа година ќе биде како тука, значи во оваа општина и на други места да го развиваме локалниот потенцијал. Ви благодарам. 5 сиромашни семејства на подрачјето на општина Гостивар ќе добијат своји домови како донација од Косовското добротворно здружение Балкански сираци, чиј председател е хуманитарецот Халил Кастрати. Предвидено е изградбата на куќите за семејствата да започне во текот на оваа година. Со финансиска и логистичка поддршка во хуманата мисија ќе се вклучи и гостиварската локална самоуправа. Кастрати денес беше прогласен за почесен граѓанин на општина Гостивар, а градоначалникот Арбен Таравари му го врачи признанието Златен клуч на градот. Исто така разговаравме и за меморандум за соработка заедно со него. Значи се работи за 2019 година, која што треба да се подготви, нормално секогаш во склоп на законските норми во Република Македонија, во Република Северна Македонија. За што се работи конкретно? Се работи за 5 куќи за луѓе кои што имаат потреба за тоа, по кои што општината би партиципирала со скромен приход од околу 5000 евра и со други помошни работи околу вклучување во канализација, поврзување со водоводна мрежа, односно сите тие работи кои што може да ги супортира општината. Се надевам дека ова ќе биде добар пример со која што во нашето општество, освен лошите работи, ќе промовираме и убави работи. Господинот Кастрати е рол модел да биде рол модел за многу млади луѓе, дека во животот бргу поминува и ако се направат добри дела, се остават позади себе, ќе се памтат од многу луѓе. Така да, чест и задоволство денеска да почнеме конкретна соработка со него.
Им благодарам на општина Гостивар и на градоначалникот за оваа чест што ми ја укажуваат. Оваа година ќе започнеме со градење на 5 куќи за семејства на кои вистински им е потребна таква помош. И искрено се надевам дека ќе им го олесниме животот. Хуманитарната организација Балкански сираци им излегува во пресрет на социјално загрозени семејства кои немаат покрив над главата и гладуваат. Кастрати обезбедува помош и за лекување на болни луѓе и деца во случаи кога не се во состојба сами да го платат лекувањето. Приведување на неколку лица заради дрога и пожари на отворено се последните настани кои ги бележи полицијата во Тетовско-Гостиварскиот регион. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера околу 14 часот и 30 минути го лишиле од слобода 47 годишниот ГЦ од Тетовска Мала Речица. При преглед кај него била пронајдена марихуана. Лицето било задржано во полициска станица и во текот на денот ќе биде изведено пред судија на претходна постапка во Основниот суд Тетово. Вчера околу 13 часот во Тетово бил лишен од слобода и 23 годишниот АИ од село Пирок, кај кого била пронајдена марихуана. По целосно расчистување и документирање на случајот, против него ќе следува соодветен поднесок. Во Гостивар пак на улицата Браќа Блажевски вчера околу 17 часот и 30 минути бил приведен и задржан во станица 45 годишниот ВА од Неготино Полошко. При преглед кај него полицијата нашла хероин. Во Полошко пријавени биле и 3 пожари на отворено. Едниот во местноста Крувче во атарот на селото Јегуновце. Гореле дрва и сува трева на околу 200 метри квадратни. Повредени лица нема, а огнот за кусо време бил изгаснат. Вториот шумски пожар бил во атарот на селото Куново, каде опожарени биле околу 40 хектари со дабова и друга шума. Пожарот е целосно локализиран и по извршениот увид се работи на утврдување на причините за неговото избувнување. Третиот пожар бил во овоштарник со вишни, лоциран во атарот на тетовското село Сарачино во местноста Студена вода. Горела сува вегетација, а оштетени биле и дел од вишновите стебла. Извршен е увид и се утврдува причината за пожарот и вкупната материјална штета. На поширокото полошко подрачје вчера, во периодот од 10 до 15 часот, била спроведена сообраќајна акциска контрола за престигнување. Како што соопшти секторот за внатрешни работи Тетово, со оваа контрола вкупно биле офатени 73 возачи, од кои 40 на Тетовското и 33 на Гостиварското подрачје. Биле откриени 26 случаи на неправилно и непрописно престигнување, 15 во Тетово и 11 во Гостивар. Откриените прекршоци се целосно заокружени со 16 мандатни и со 10 прекршочни платни налози. Полицијата наведува дека вчерашната акциска контрола е во рамките на континуираните активности што се преземаат на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово за поголема безбедност на сообраќајниците. Надлежните најавуваат дека со вакви активности продолжуваат и во наредниот период на улиците и на патиштата во Полошко. Времето денес беше променливо облачно со сончеви периоди и со слаб до умерен ветер од западен и југозападен правец. Температурите се движеа во интервал од 8 до 21 степен. И утре не очекува сончево време со умерена локална облачност.
и со слаб до умерен ветер од западен југозападен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 7 до 20 степени.